Постојат два броеви за кои се сметаат дека се баксузни, а тоа се броевите 13 и 23. Кој од овие два е побаксузен и зошто и дали на вистина еден од тие два е само баксуз или пак? Ако сакаш да дознаеш, тогаш оваа тематика во овој видеозапис е токму за тебе. Да не должам, ајде да започнеме. 13. Верувањето дека бројот 13 носи лоша среќа може да се проследи до разни историски и културни верувања. Во нордиската митологија, приказната за Локи кој организирал банкет во Валхала е значаен фактор. Локи, богот на злото, бил 13 гостин на вечера, а неговото присуство довело до хаос и трагедија. Локи го изманипулирал богот на зимата да го убие неговиот брат, богот на летото. Оваа приказна се пренесувала низ генерации, зајакнувајќи ја идејата дека 13 е несреќен број. Дополнително, бројот 13 ја нарушува хармонијата на бројот 12, кој често се смета за комплетен и совршен број во многу култури. Религиозните верувања, исто така, одиграле значајна улога во перцепцијата на 13 како несреќен. Во христијанството, тајната вечера е добро познат настан каде што Јуда Искариот, ученикот кој го предал Исус, бил 13 гостин. Оваа поврзаност со предавство и несреќа придонела за негативните конотации на бројот 13. Понатаму, петочите се сметаат за несреќни во христијанството, бидејќи се верува дека е денот на распнувањето на Исус. Денес многу хотели и згради немаат 13 спрат, туку од бројот 12 веднаш преминуваат на 14 спрат, а аеродромите најчесто го избегнуваат 13 излез. Стравот од овој број се вика триска и декафобија. Енигмата 23. За овој број постои еден феномен кој што се вика Енигмата 23. Од секогаш не изгледал како чуден број, или пак сме имале погрешна перцепција за него. Потеклото на видовите од Чарлс Дарвин е издадена во 1859 година. 1 плюс 8 плюс 5 плюс 9 е еднакво на 23. Во биологијата имаме 23 парахромозоми. На крвта и се потребни точно 23 секунди да го заобиколи човековото тело, а во човечката рака има 23 зглобови и разни спојки. Дресот на легендарниот Мајкл Џордан е 23, а неговиот татко е убиен на 23 јули 1993 година. Имало 23 темплари, чувари на Светиот Грал. 23-тиот темплар бил уапсен во Париз на 13 октомври. Ако го соберете 10-тиот месец со 13-тиот ден, збирот е 23. Првите зборови емитирани на Морзеова азбука се што направил Господ, што се поврзува со Новиот Завет, 23 глава, 23 стих. На 23 јули почнува календарот на античките сумерци и египќани, а маите верувале дека светот ќе заврши на 23 декември 2012 година. Од центарот на Марс до неговата најблиска месечина има точно 23.500 километри. Музичарот Курт Кобейн е роден во 1967 година, што дава збир 23, а починал во 1994 година, што повторно дава збир 23. Јули Цезар бил проводен 23 пати. Кулите близначки беа уништени на 9.11.2001 година, што во збир на цифрите дава 23. Првиот обид за нивно уништување бил во 1967 година, што повторно е 23. Дури и самите букви на Светскиот трговски центар, според нивното место во алфабетата, додаваат истиот збир. Буквата двојнова е 23-та буква од алфабетата, со две долни и три горни точки. Погледнете што има над буквата двојнова на вашата тастатура. Атомската бомба во Хирошима паднала во 8 часот и 15 минути наутро, а 8 плюс 15 е 23. Титаник потонал на 4 април 1912 година, што во збир на бројките е 23. Се верува дека Исус се родил на 23 јули. Адолф Хитлер го организирал Националниот конгрес на 23 јануари, а пробал да ја преземе власта на 23 ноември. Џон Кенеди е убиен на 22 ноември 1963 година. Ако ги соберете сите цифри од овој датум, резултатот е 23. Авионскиот лет ТВ-800 експлодирал со 230 патници, а првите експлозии се случиле точно кај седиштата 23J и 23K. Земјата е наведната под аголо 23,5 степени. Секој 23 бран во океанот е во просек 2 пати поголем од првиот. Месечината кружи околу Земјата за 28 дена, што математички може да се прикаже како 23 плюс 5. Бројот на атоми во 1 мол содржи 10 на 23 потенција. 23 е најмалиот прост број составен од две последователни цифри. Вилијам Шекспир е роден на 23 април и умрел на својот роден ден.
на 23 април. Бомбардирањето на Оклахома беше на датум 19 април, а 19 плюс 4 е 23 во филмскиот серијал Војна над звездите. Принцезата Леја е затворена во келијата број 23. Најпозната и најцитирана псалма во целиот свет е токму псалмата број 23. Филмот 23. Пораката на филмот бројот 23 е длабока и опоменувачка. Та ни покажува дека ние самите им даваме мок на нештата околу нас. Бројот сам по себе е само обична цифра, но кога умот ќе стане обсесивен, тој почнува да наоѓа знаци и таму каде што реално ги нема. Феномен познат како апофенија. Филмот не предупредува дека ако барате нешто доволно упорно, ќе го најдете насекаде, дури и ако се работи за чиста случајност. Централната мисла е дека вашиот грев секогаш ќе ве најде. Минатото не може да се закопа за секогаш, а потиснатата вина е толку мокна сила што може да го уништи разумот ако не се соочиме со неа. На крајот, главниот лик сваќа дека 23 не е некакво проклетство од вселената или виша сила, туку дека тој самиот е одговорен за своите постапки. Полесно е да веруваме во лоша судбина или баксузни бројки отколку да си признаеме дека сме направиле грешка. Вистинското ослободување доаѓа само кога ќе ја прифатиме одговорноста за сопствените дела, бидејќи линијата помеѓу здравиот разум и лудилото е тенка, а една идеја може лесно да се претвори во вирус кој ќе го претвори вашиот живот во кошмар. Што можеме да заклучиме? На крајот, ако го погледнеме овој број низ сите примери што ги поминавме, станува јасно дека 23 не е едноставен баксус како 13-ката. Тој е многу покомплексен. Бројот 23 е всушност како нумеролошки джин и јанг. Во него истовремено постојат и добрината и лошотијата, и светлината и темнината. Од теориите може да се види дека тој е вестник за радост, но и вестник за тага, како што е тоа дел од животот. Секој различно го перципира овој број. Кај некој тој представува среќа, а кај некој длабока тага. Што мислиш ти? Дали 23 е само број или нешто многу повеќе? Пишете ми во коментарите.